Сега сме во студиото, почнуваме со првиот разговор, како што го најавив, Елизабета Божиновска од Мрежа за заштита од дискриминација и родова платформа. Јас ви посакувам добар ден и ви благодарам што сте дел од студио 10 денеска. Благодарам за поканата. Така. Мојата покана до вас беше по реакцијата која што имавте во однос на измените на трите закони од областа на образованието. Најнапред ќе образложиме кои се тие закони и кои се измените на каков начин беа донесени од страна на народните избраници. Повелете. Нашата реакција како Мрежа за заштита од дискриминација како родова платформа, ние сме граѓански организации кои што работат во полето на заштита на насилство, унапредување на родова еднаквост и заштита од дискриминација. Повеќе некои од нас со 25 години, 30 години, децении работиме и се тоа граѓански организации кои што од прилика како број се над 30 граѓански организации кои што работат ширум државата. Добро. Реакцијата се однесува на носењето на три клучни закони во една многу важна област, а тоа е образованието, каде што како земја имаме доста предизвици. За неполна седмица собранието на државата донесе три закони. Тоа беше законот за основно образование, законот за учебници за основно и средно образование и законот за средно образование во брза постапка, без никаква партиципативност или организирање на јавни дебати каде што би се вклучиле сите кои што се релевантни. Тоа се стручните организации, организациите на лекари, на доктори, на психотерапевти, на младински организации, учество на млади на крајот на денот, наставници со кои што би се разговарало за потребата за менување на овие закони, кои се аргументите и се разбира би се разговарало за тоа што промените кои што би настанале ќе ни донесат како земја, односно што ќе им донесат на младите како во основното така и во средното образование. Имаше ли образложение зошто беше брзањето? Која беше потребата од итност на носење на овие закони? Немаше никаква комуникација со јавноста за тоа кои се потребите да се сменат овие закони, особено што законот за основно образование беше сменет пред само неколку месеца во декември, беше ставен на седница на собрание и беше исто така во процес кој што не беше консултативен изменет тој закон, за да имаме повторно после 4 месеци, односно неколку месеци носење, бришење на дел од измени на овој закон без никакво образложение. Зошто е важно за ваков тип на клучни закони кои што ги засегаат младите да се вклучи стручната јавност, меѓутоа исто така да се земат сите можни статистики и предизвици кои што ние како земја ги имаме во областа на образованието. Нашето собрание веќе има изгласано стратегија која што се однесува на образованието, која што е донесена со мнозинство во собранието. И она што е важно е дека дел од овие закони веќе беа усогласени со Европската комисија, особено во делот на антидискриминација, во еден широк консултативен процес. Тоа е законот за основно образование кој што веќе беше изменет пред неколку години, за да сега имаме практично назадување на овој закон кој што веќе беше усогласен. Дополнително имаме носење на закон за средно образование кој што во ниту еден основ не се усогласува се препораките кои што ќе значат поголема безбедност на децата, заштита од дискриминација, меѓутоа исто така унапредување на сите, да речеме, сфери и услуги кои што се однесуваат на различните групи. Ако ги видиме статистиките и извештаите, ќе видиме дека три групи во образованието, особено ЛГБТ и децата, понатаму етничките заедници, особено ромите и лицата со попреченост, се дел од групите кои што и тоа како се нотираат предизвици во делот на пристапот до образование во нашата држава и се разбира сегрегацијата, стигмата и дискриминацијата, насилството со кои што се соочуваат. Па така, кога се отвараат вакви суштински закони кои што ги тангираат нашите деца, младите, ние како земја мора да размислуваме долгорочно кои се проблемите и како со законите кои што сега би ги донеле во еден широк консултативен процес, ние по, да речеме, 5, односно долгорочно 10 години ќе влијаеме сите проблеми кои што ги имаме да ги намалиме. Така. Во овој процес ние тоа не го знаеме. Кои се измените кои што ни се случија? Ние покрај тоа што имаме бројни статистики на сегрегација, на дискриминација и насилство кои што ни се случува, исто така бројни, да речеме, препораки и
поразителни информации кои што ни се однесуваат на сексуалното и репродуктивното здравје кај младите и пристапот до информации и услуги, што се случи во парламентот со отворањето на овие закони. Прво беа избришани родовата еднаквост. Тоа сакав да ве прекинам, сексуалното и репродуктивното здравје. Се извинувам. Да, се разбира. Што имало и што е тргнато од законот, што е променето за да им биде појасно на гледачите. Вие убаво ги знаете термините и каде ќе бидат промените на законот. Еве да почнеме со законот за основно образование. Што имало пред 2 месеци донесено, што сега се менува? Така. Значи, она што се однесува на законот за основното образование е дека тој закон, како што кажав, пред неколку години веќе беше целосно согласен и со законот за заштита од дискриминација. Се бришат сите основи кои што се однесуваат на заштита од дискриминација, кои што се препознаени во рамките на законот за заштита од дискриминација, и овој закон се повикува на уставот, иако законот за да речеме заштита од дискриминација екзактно ги препознава сите бројни основи, особено онаму каде што имаме најголем проблем во образованието. Со бришењето на овие клаузули, ние праќаме порака дека во образованието и немаме проблем доколку некој е дискриминиран и доколку се поттикнува било каков тип на насилство, затоа што буквално нема никакво оправдување зошто од законот за основно образование, кој што веќе беше усогласен со законот за дискриминација, ние веќе ги бришиме основите, односно не сакаме да бидат таму препознаени. Со тоа се праќа порака и до наставниците, и до стручните служби, и до сите граѓани дека ние практично не сакаме да ги заштитиме нашите деца, млади, по било која основа. Дополнително, од законот за основно образование се бриши родовата еднаквост како термин и се бриши сексуалното и репродуктивното здравје. Ова исто така на многу нивоа е проблематично, имајќи предвид дека токму статистиките во однос на овие проблематики ние треба дополнително да ги разработуваме преку програми кои што ќе значи унапредување на знаењето, информациите на децата за сите овие теми. Ние како земја сме далеку од постигнување на родова еднаквост, имаме бројни статистики за тоа, може низ овој разговор да ги споделиме за тоа каква ни е состојбата со родовата еднаквост, меѓутоа во однос на исто така сексуалното и репродуктивното здравје. Како информации, така и пристап до услуги, ние имаме поразителни податоци кои што директно задираат во безбедноста и здравјето на децата. И ние како земја, пред се функционерите, сите кои што носат некаква одлука, треба кога се отвараат овие закони на тоа да мислиме што со промените, како сите статистики кои што се поразителни, како ќе влијаат, кои се последиците и на крајот на денот како да воведиме програми кои што ќе ги унапредат и информациите и она што значи благосостојба на децата, меѓутоа не само да речеме во закон тоа да се препознае, да имаме подзаконски акти, програми кои што ќе се спроведуваат за да на долг рок имаме промена. На краток рок нема да видиме. Така што во овој процес ние имаме обратно процес кој што ни кажува дека имаме целосна негрижа од страна на оние кои што носат одлуки за здравјето на децата. Законот пак за средно образование не е усогласен, тоа е стар закон, воопшто не е усогласен со препораките кои што се однесуваат од Европската комисија за тоа како ние како земја треба да се справиме со заштитата од дискриминација, со насилство, меѓутоа и со сите аспекти кои што значат инклузија, како на лицата со попреченост, така и на други, да речеме, малцинства како што се ромите во конкретниот случај. И тука зборувам и за усогласување кои што се врзани со препораките од Обединетите нации, таму каде што има најголем проблем со почитување на човековите права кај децата, зборуваме за деца или млади до 18 години, да земјата преземе одговорност и да покаже дека се грижи за здравјето на сите. Ние тоа го немаме со овој закон, напротив, овој закон пропушта да препознае многу аспекти кои што се релевантни како насилството, да речеме. Ние препознаено само физичкото насилство, а не психичкото и булингот. Апсолутно, сите се пропуштени. Ние ги имаме овие нови насилства како што е дигиталното насилство, на кои што нашите деца се постојано изложени, меѓутоа законот пропушта да ги препознае сите аспекти што се потребни. Се отвора законот, меѓутоа практично освен бришење, нели, и непрепознавање на овие дискриминаторски основи, ние практично немаме никакво поместување, ниту оправданост за носењето на овие закон. Бидејќи на неколку пати спомнавте дека се уназадуваат процесите со враќањето на овие закони по старо, што се вели, а не според европските правила, очекувате некаква реакција од Европската комисија сега и како би реагирале
потоа македонските функционери, пратениците, па и власта? Она што за нас е важно е дека сите функционери, конкретно овој закон беше поднесен од група на пратеници, Добро. дека за нас е важно да имаат навистина интегритет и надпартиска делување, за да знаеме што ни е важно за нашите деца. Европската унија во сите претходни извештаи ги има критикувано токму механизмите кои што се врзани за заштита од дискриминација и насилство. Законот за заштита од дискриминација, токму претходниот закон беше поздравен од Европската комисија, токму дека е прво согласен со сите антидискриминаторски основи, меѓутоа исто така дека го унапредува пристапот до информации во образовниот процес. Ова практично после многу години представува едно од првите уназадувања. Досега ние како земја имаме доста не делуваме во унапредувањето. Меѓутоа ова за прв пат имаме уназадување. Веќе закон кој што е поздравен, кој што е добар и кој што е согласен, ние го менуваме и го уназадуваме. Да, така што реакции секако ќе има, верувам и во другиот, дека во следниот извештај ова ќе биде препознаено како сериозно уназадување на правата на младите, особено имајќи предвид дека ние имаме млади кои што се соочуваат со многу предизвици. Ние имаме млади луѓе кои што не ја гледаат иднината овде и секако голем дел од нив сакаат да се иселат токму заради многу системски проблеми, како што се корупција, како што е нефункционална држава. Од друга страна имаме резултати кои што ни кажуваат дека децата ни имаме проблем со функционална неписменост во државата, а аспектите на ментално здравје, дискриминација, насилство се исто така работи кои што се особено значајни и пристапот до информација за сексуално и репродуктивно здравје и треба да ги имаме, да ги земеме во предвид. Ова уназадување е директен атак на благосостојбата на младите и не грижа. Ние практично не се грижиме за тоа со што се соочуваат младите и кои се нивните интереси и кои се нивните потреби. Од друга страна, многу е важно кој ги иницира овие измени и каква е риториката околу оправданоста. Ние имаме радикални групи кои што исто така беа веќе препознаени од страна на Европската унија во извештајот, кои што се загрижени за така наречените антиродови движења, кои што представуваат со нивниот наратив во јавност, најчесто преку социјалните медиуми, представуваат закана за демократските процеси, закана за човековите права, имајќи предвид дека овие групи под превезот на така наречени загрижени родители секојдневно шират говор на омраза, дезинформации, насилство и повикуваат на елиминација на линч на цела една група на граѓани. Ние дел од овие групи практично изминатиот период од јануари наваму веќе има случаи кога се нападнати новинари, граѓански активисти, стручни лица, лекари кои што имаат спротивно мислење од нивното. Кои што во најмала рака ние сме сосема окей да имаме различни мислења и тие да се споделуваат. Меѓутоа, слободата на говорот прекинува тогаш кога ние имаме тенденциозно ширење на говор на омраза и атакување на други нечии права. Овие радикални групи се веќе препознаени, ние го имаме и Европскиот парламентарен форум, кој што со години наназад прави истражувања за растот и финансирањето на овие радикални групи, кои што во најмала рака сакаат да елиминираат цели едни популации, не само кај нас, тоа се светски трендови, се врзани секако и со руско влијание, сега се врзани со американско влијание, имајќи го предвид и новата политиката на Трамп. Политиката на Трамп и како И сакате да ми кажете дека тие влијание на одредени категории на групи на граѓани имаат толкаво влијание врз пратениците за да ги сменат законите? Пратениците од говорницата го истакнаа тоа. Пратениците од говорницата на социјалните медиуми до овие групи, ова беше препознаено и аплаудирано за тоа како пратениците се грижат за доброто на децата. И она што загрижува... За колкава бројка станува збор? 100, 200, 2000, 5000? Може да таа група која што е на социјални мрежи има некакви следачи, има нели луѓе кои што се зачленети во таа група, имаме такви статистики да видиме колку на колкава група на луѓе излегуваат во пресрет тие пратеници. Во функционална држава безбедносните сили би требало да се занимаваат со ваков тип на радикални групи,
Затоа што има доста индици кои што кажуваат дека во демократски држави не е дозволено овие да се, да речеме, алатките ширење на говорна омраза, дезинформации, постојано и атаци. Ние во јавност не сме виделе некој јавно да излезе од тие групи, ниту релевантно лице кој што може со својата позадина медицинска, научна, да образложи кои се аргументите. Да, бидејќи тој смета дека е во право како и вие, нели? Немаме проблем ние да имаме различно мислење. Јасно. Она што имаме проблем е донесувачите на одлуки, сите одлуки кои што ќе ги донесат, треба да бидат поврзани со наука, со медицина базирана на докази, со релевантни извори, а ги имаме и на светско ниво кои се релевантни здравствени извори, и многу важно да се врзи со она што ние како земја сме потписник на сите конвенции кои што значат унапредување на човековите права и грижа за секој поединец, затоа што човековите права не ни следуваат само на мнозинството, не следуваат на привилегираните. Човековите права се однесуваат макар и на едно исклучено лице, тоа лице треба подеднакво да ги ужива тие права. Тоа сакам да прашам и следно. Го имавме 2 години закон како што е европски. Колку тој бил применет на терен, колку се почитал и колку ги образувал децата, учениците на едни европски вредности. Дали дал ефект некаков? Прекратко е времето да се евалуира за 2 години, меѓутоа она што пак нас ни е важно, ние постојано алармиравме дека носењето на закон во практика, ако не се применува постојано, не значи ништо. Така. Меѓутоа и тоа како значи ако ние имаме ретроградни закони кои што дури ги бришат и цензурираат дел од темите кои што им се суштински на младите, тоа значи дека ние не се грижиме за нив. Инаку, самиот закон подразбира многу програми, прво јакнење на капацитетите на наставниците и стручните лица да делуваат во насока на заштита од дискриминација, да применуваат мерки кои што значи проактивно делување, препознавање, превенција. Истото се однесува на сите програми кои што се однесуваат на сексуалното и репродуктивното здравје. Така што самиот закон дури да ги предвидува спроведувањето е многу важно. Она што сега се проблематизира со носењето на новиот закон и кое што го заговараат овие групи е токму упатството за заштита и превенција од насилство, кое што за нас е суштинско на ниво на земја. И тоа ги интересира сите наставници, пред се сите родители и сите оние кои што им мислат добро на децата. Со донесувањето на овие закони, бришењето на дел од клаузулите во законите, под знак прашање е и ова упатство, дали и какви промени ќе претрпи, имајќи предвид дека ние и родовата еднаквост ја бришиме од законите, а тоа е тоа што е важно кога разговараме за имплементација на законите. Законите постојат за да понатаму да се имплементираат, спроведуваат и да се инвестира во образованието. Имаш ли доволно материјал во учебниците? Претпоставам дека сега кога ќе се сменат законите, ќе се сменат и програмите за настава. Ќе немаат да учат за родова еднаквост, за сексуално образование. Имаш ли до сега доволен број страници за да се образуваат нашите деца? Многу истражувања покажуваат дека се уште и се разбира и во сите, затоа што ние започнавме со концепцијата од основно образование, таму имаше обиди за да образованието да биде родово сензитивно и ние да ги учиме децата на сите млади, дали се тоа момчиња или девојчиња, пред се на почитување, меѓутоа исто така да им се дадат можности, ресурси, секое дете да го искористи максимално сопствениот потенцијал без разлика дали е девојче или момче. Тоа значи исклучување на сите стереотипи кои што во дел од образовните содржини се разбира дека се уште постојат. Тоа значи да се зборува се почесто за елиминација на дискриминација, на насилство и зошто ни е важна како цел самата родова еднаквост. Ние, например, како земја, затоа што постојат многу дезинформации во јавност, особено кои што беа предизвикани од овие групи, изминатите неколку години, па нас не ни треба родова еднаквост. Ние имаме постигнато родовата еднаквост, дел од нив, дел го успоруваат самиот термин. Ние ако ги видиме статистиките, што ни се случува на ниво на Македонија и тоа како треба да се запрашаме, дали сме на вистинскиот пат. Да речеме, дел од статистиките говорат дека момчињата, ова се од Заводот за државна статистика, младите момчиња, да речеме, се двојно повеќе вработени од младите девојки. Имаме 22% вработени момчиња, а само 12
да речеме девојчиња. Ако ги видиме стапките на насилство на ниво на држава што ни се случува, нас најмногу ни се засегнати од родово базирано насилство жените и девојките над 80-90%, а сторители на насилство ни се мажите доминантно со 90%. Ако ги видиме како е распореден домашниот труд или домашната работа, над 70%, 72% од домашната работа во нашето општество ја вршат жените. Исто така имаме бројни статистики кои што ни кажуваат, да речеме, не само во вработувањето, ние да видиме во јавниот живот како ни се распоредени жените. Во моменталната влада имаме само 13% жени, а жените се над 50% во општество. На локално ниво, да речеме најновото истражување кое што го направивме минатата година, само 8% од жените се директори на јавни предпријатија на локално ниво, а ние имаме 50% жени. Зошто ни е ова важно? Колку овие бројки сега се како проблем гледате од самиот старт на образованието? Колку тоа е така развивано, така делувано за да ги имаме овие податоци? Бидејќи не се разликуваат во неколку проценти, ова се драстични разлики. Така е. Образованието е најважниот столб. Ние затоа зборуваме колку ни е важно и затоа алармираме на вакви процеси каде што образованието не се третира соодветно и каде што не се третира врз основа на аргументи, затоа што имаме многу стручни лица кои што од различен аспект може да придонесат за сите овие работи ние на долг рок да ги смениме. Образованието е клучно од тие дискриминаторски содржини кои што во дел од учебниците за жал се уште постојат до менување на тие така наречени родови стереотипи кои што постојат во нашата држава. И тоа е подеднакво важно како за девојчињата, така и за момчињата. Ние се уште праќаме податоци и до момчињата, ние и после ковидот имаме сериозни, да речем, и загрижувачки бројки кои што се однесуваат на менталното здравје кај момчињата и кај девојчињата. Меѓутоа, исто така, ако ги видиме и самите статистики, тие се сами по себе поразителни кога ќе ги видиме што ни се случува со децата генерално. Кога почнуваат тие, на која возраст тие проблеми кај децата? Проблемите со менталното здравје. Она што како ХПС студија со години, 20 години наназад се повеќе од 40 земји се вклучени, ние како држава сме вклучени, ги проценува состојбите кај младите на 11, 13 и 15 години. И самите статистики се поразителни како кај момчињата, така и кај девојчињата. Особено стереотипни размислувања во однос на родовите улоги имаме кај момчињата. И ние таа е една од аспектите во образованието кои што треба да ги промениме. Да речеме, голем број на момчиња се уште се потоварат на тоа патриархално општество, каде што се смета дека момчињата се тие или мажите се тие кои што треба да бидат вклучени во јавниот живот, треба да работат, треба да носат леп дома и моќта е поврзана токму Тоа е монархот. И на некој начин и оние родови стереотипи кои што се врзани дека ако си момче не треба да плачиш, дека ако си емпатичен и ако нели сочувствуваш, па тоа не е баш добра. Тоа се тие стереотипи за кои што ние секојдневно кажуваме дека се врзани со родовата еднаквост. Овие закони ја бришат родовата еднаквост и овие закони кажуваат дека ние во образование не треба да разговараме за тоа што значи да си момче, што значи да си девојче. И многу поважно, да речеме содржините кои што се однесуваат на родовата еднаквост, нас треба да ги да речеме да поттикнат емпатија кај младите, да поттикнат почитување, да поттикнат препознавање на дискриминација и одбрана на врсникот. Односно да застанеме, тоа се вистинските вредности каде што викаме дискриминација не треба да биде прифатлива, ако ја видам ќе ја пријавам или нема да се вклучам. Другарски да се помогне. Истото е со насилството. Ако не го види наставникот или учителката. Така е. Исто и да не ги перпетуираме родовите стереотипи кои што ни кажуваат дека ние со статистиката сме застанати, сме далеко од постигнување на родова еднаквост. Многу сме далеко. Ние практично на огромен број на девојчиња и жени ние не го користиме потенцијалот, затоа што тие се или во дома или не се вработени, особено дел кои што се наоѓаат во руралните средини, ние како општество не го користиме максималниот потенцијал. А статистиката што ни вика? Земји кои што имаат унапредена родова еднаквост, се благосостојбата на сите граѓани е добра, и на мажите, и на жените. И кога во едно семејство, да речеме, и ние, и жената и мажот подеднакво се вклучени во поделбата на обврските во домот, сите се посрекни, и децата се посрекни. Имаме економски раст, што е многу важно,
и за нас како земја која што не сме богата и многу важно се вклучени сите оние кои што се на маргините. И овие закони, затоа викаме, и овие дискусии треба да се симнат на наставни програми од најмала возраст, основно и средно образование. Целосно се врзани со образовниот систем, затоа што целото воспитување уште од најмали носете, те развива и те расте, што се вели, нели, за понатаму во животот и какви одлуки ќе носиш и какви заклучоци ќе имате. Пред да влеземе во ова студио, разговаравме малку и за сексуалното образование. Тука податоците кај нас се, како што можев да заклучам, страшни. Да, и ако земиме дека сексуалното и репродуктивното здравје се бриши од Законот за основно образование, пак се отвора прашањето дали мислиме добро на нашите деца. Со тоа што нема да ги воспитуваме во училиште, дали правиме добро или не правиме добро? Инаку статистиката е многу јасна дали правиме добро или не. Ако ја споредиме Македонија со европските држави и особено таму каде што има наставни содржини од најмала возраст прилагодена на самата возраст на децата, сите содржини не се еднакви во 9-то одделение или во 3-та година средно. Кога се почнува со вакво образование? Во различни земји, според Светска здравствена организација, се започнува од најмала возраст со содржини кои што значат основна хигиена или што значат препознавање на несакани допири, за да се спречи сексуално насилство или друг тип на насилство. Доколку се прилагоди на возраста, таа треба да биде најрано што може за сите деца. Добро. Идеално е секако да имаме во основните училишта и секако да е исклучиво базирано на докази и на наука. А такви материјали и стандарди веќе одамна се развиени и постојат во голем број на земји. Сега, зошто ни ова важно? Затоа што сексуалното и репродуктивно здравје е директно врзано со интегритетот и телесната автономија на секој дете. И ако ние овие теми ги отвараме таму каде што треба, во училишта, од професори, од наставници, од стручни лица во безбедна средина, според програма која што е веќе проверена од Бирото за образование и ако е усогласена со наука, стручните лица се тука клучни, ние ќе имаме можност децата од најмала рака да учат за сите концепти, да разговараат. Кога разговараат, е многу полесно да се доби информации за сите прашања што ги мачат. Да се решаваат дилеми. Да се решаваат дилеми, а нема каде да се решат на друго место. Родителите не се секогаш подготвени, отворено да разговараат со децата. Многу често и немаме или немаат информации како родители, за да се справиме и да се споделат информациите. И сега постои едната дилема. Едно е да децата учат од порнофилмови, кои што се лесно достапни, да учат од TikTok, од врсници или од извори кои што се тотално спротивни, кои што може и промовираат и токсична мажественост, која што исто така е проблематична на глобално ниво и кај нас, или пак да учат содржини кои што може да им помогнат. Неколку само статистики ќе споделам за да сите, затоа што се ова со години ги споделуваме, не е ништо ново. Значи ние стапката просечна настапување во сексуални односи кај младите во Македонија е скоро на дното. 15 години за момчињата, 16 за девојчињата. Секој пат ги кажуваме примерите каде што има добри наставни програми. Холандија е една од нив. Интегрирани во сите училишни програми, каде што да речеме стапката настапување просечна на нивните деца е на 18 години. Децата не се ни подготвени за сексуални односи на 15-16 години, ниту знаат за заштита, ниту за согласност, затоа што од каде ќе ја знаат кога не се учи во училиште. Што значи врснички притисок? Што значи и кога се прашуваат децата од, да речеме, од земјите кои што го одложуваат сексуалниот однос, само заради тоа што имаат информација, отворено разговараат и ништо не им е табу, самите кажуваат дека не биле подготвени, дека ќе знаат ризиците, свесни се за важноста на согласноста, свесни се за важноста тие да ја донесат одлуката, не затоа што сите другарчиња тоа го прават, или затоа што биле приморани, или не препознале дека тоа е некаков тип на насилство или притисок кој што се случува. Кај бременостите, ние само пред неколку години најниската стапка на породување беше 13 годишно девојче. Ние сме во однос на малолетни... Тоа е поразително веќе. Тоа е поразително и е застрашувачки.
малолетничките раѓања и бременности ни се 3 пати повисоки во Македонија од европскиот просек. Тоа се статистики кои што треба ние овие закони да одговорат на тоа. А што е одговорот? Науката е тука многу јасна. Таму каде што има забрана, неинформирање, расте стапка на сексуално преносливи инфекции, расте стапка на малолетнички бременности, превенција од ХИВ, исто така децата треба да знаат што значи заштитен сексуален однос. Ама некога се случи пред време, затоа што обратно на верувањето, зборувањето не ги поттикнува децата на сексуални активности. Напротив, одложува сексуални односи, ги прави посигурни, ги заштитува и тоа се тие стапки ние кои што ги кажуваме поразителни информации за кои што треба да се занимава нашето законодавство и можеби уште едно ќе споделам во однос на дискриминацијата и менталното здравје. Многу ни е важно да препознаеме дека, да речеме, ЛГБТИ децата кај нас се една од најранливите групи и статистиките исто од ХБСЦ студиите кажуваат дека и кај момчињата и кај девојчињата ние онака имаме поразителни бројки во однос на менталното здравје на нашите деца. Меѓутоа кај ЛГБТ и пак децата на 15 годишна возраст ова е 2 до 3-кратно повеќе отколку кај хетеросексуалните деца и да речеме стапката на суицидални мисли е 30% кај овие деца. Стапката на психосоматски болести е 74 и имаше уште една стапка која што се однесува на безнадежност и тага, ние 47%. И што правиме ние како земја? Викаме, сега ќе ги избришиме, нема да препознаваме ваква категорија и ќе ги оставиме тие деца сами на себе, кои што онака се сами на себе и со закони, се сами на себе затоа што ние немаме ефективни закони кои што и програми кои што во суштина значи дека ние како општество ќе се согласиме дека насилството е неприфатливо за сите и дискриминацијата е неприфатлива и не е добра за никого. Буквално за никого. Сега ќе се влошат овие бројки? Секако. Секако, затоа што пораката која што ја праќа законодавецот е дека не се грижи за овие деца. Овие деца и не само деца, и луѓе, ЛГБТ и популацијата, ако ги видите на социјалните медиуми, во кој што во функционална држава би требало веќе да има постапки од јавно обвинителство или од да има судски постапки кои што кажуваат дека не, говор на омраза е неприфатлив, насилство не е прифатливо. Секојдневно кога ги видите наративите кои што се промовираат, токму значи повик за елиминација на овие деца, за насилство. Тоа се цели групи, ова е нешто кое што сите како граѓани треба да не загреши. Како ХЕРА имате програми, центри каде што може да ви се обратат луѓе, деца, родители, каде што нудите помош. Дайте ми детали. Каде, како, што, Оваа година славевме 25 години, ама повеќе од 20 години имаме услуги кои што ги нудиме заедно со државните институции во соработка. Добро. Некои кои што се релевантни услуги и ни се врзани токму со овие теми. Да речеме, повеќе од 10 години нудиме услуги во првиот семеен центар за девојки и за жени, вклучително и деца, од насилство. Дополнително, младинските центри нудат бесплатни гинеколошки и други здравствени услуги за младите, значи не само тука ги опфаќаме и сите маргинализирани групи. Такви постојат веќе 20 години во Скопје, во соработка со Министерството за здравство и од минатата година го отворивме и првиот ММ центар за ментално здравје за момчиња и за маши. Што значи тоа? Последниот центар. Да. Последниот центар се фокусира, не дека не можат и девојки да дојдат, меѓутоа буквално се фокусира, го работиме во овај лицензиран сервис од страна на Министерството за социјална политика, кој што нуди услуги за сите деца кои што имаат било каков тип проблем и момчиња врзани за менталното здравје. Може да е вклучено исто така во насилство, меѓутоа и други типови на поддршка кои што им се потребни на младите момчиња, имајќи предвид во каков општество живееме и токсичната мржественост која што за жал и на глобално ниво, меѓутоа и кај нас постои. Верувајте, од кога се отвори услугата минатата година, ни беа исполнети термините за оваа услуга уште првиот месец, за следните неколку месеци. Тоа се услуги кои што ги нудат бесплатно психотерапевти, кои што се особено
обучени за работа со момчиња и мажи, го подготвиме според австрискиот и хрватскиот модел, кои што ќе ги зајакнат момчињата и секако ќе работат на нивни раст и развој во однос на сите проблеми кои што ги имаат. Ние работиме со основните и со средните училишта и постојано добиваме исто така повици од родители за користење на овие услуги. Добро. Зошто се овие услуги важни? Затоа што ги немаме во системот, затоа што ги немаме во училиштата. Затоа што младите не се чувствуваат слободно, ниту пак има доволно ресурси во училиштата за да имаме психотерапевти кои што секојдневно ќе им се посветат на децата. Кај на стручните служби се уште во училиштата се користат како или се претрупани со административни улоги и не можат целосно да им се посветат на децата. Алармот кој што ни се случува и во сите центри е дека имаме дискриминација во пораст, имаме насилство во пораст, имаме исклученост на децата. Децата живеат во една нова ера на дигитализација, каде што и прифаќањето меѓу врсниците е предизвик на денешно време. Меѓутоа, во делот на сексуално и репродуктивно здравје, она што го гледаме е дека ние имаме уназадување на пристапот. Ако пред 20 години во училиште се зборувало за превенција на ХИВ како нешто што е нормално и кое што е научно засновано зошто е важно децата да препознаат, ние денес тоа го немаме во училиштата. Токму поради огромен број на групи кои што шират дезинформации, дека со едукација може да се поттикнат децата на сексуални односи и децата не се заштитени. Не користат кондоми, нема каде да земат бесплатни кондоми, сепак зборуваме за млади луѓе до 29 години, затоа што нудиме сеопфатни услуги, каде што нели може да дојде буквално секој нашите услуги се бесплатни и се доверливи, меѓутоа исто така гледаме многу дезинформации. Децата не знаат основни информации кои се врзани за како да го заштитат своето тело и како да го напредат своето репродуктивно здравје. Насилството во училиштето е една од најболните точки во образовниот систем. Зошто се зголемува насилството? Секоја година се повеќе и повеќе. Повторно го врзуваме со поддршката и како ние го третираме овој проблем. Затоа што од една страна имаме многу малку се третира оваа тема во јавноста. Ние еве само последните, мислам дека месец дена имаше во медиуми најмалку 2-3 случаи на силување, вознемирување, сексуално насилство извршено од малолетници кај нивни врсници или пак многу помали деца. Зборуваме за сексуално насилство, зборуваме за малолетници. Затоа што кога се носе овие закони, многу дел од овие радикални групи одеа со наративот дека па што има ние во 8 деление, децата се толку мали, ние да ги отвараме овие теми. Да, овие теми сега треба да се отворат, заради овој случај што ни се случуваат. Имавме случај во Битола, имавме случај во Скопје и така натаму, кои што кажуваат аларм, затоа што децата денес се многу повеќе првоизложени на содржини кои што не се проверени. Не се проверени, ние не знаеме кои се вредности се промовираат на социјалните медиуми, дел од нив се токсични и ја промовираат токсичната мажественост, промовираат доминантност, промовираат насилство. И ако ние не дискутираме со децата што тоа значи оваа содржина за нив, тоа ќе се прелее во училишните клупи. Тоа е на прво ниво. И повторно се враќаме на тоа како може тоа да се превенира, многу едноставно. Ние да речеме со нашите врсничко сексуално образование спроведуваме повеќе од 15 години со училиштата во неформален сетинг и со училиштата, таму каде што нели има отвореност и училиштата сакаат да ги имаат овие содржини, меѓутоа сме ние многу малку. Ние не можеме да покриеме цела држава. Ова мора системски да влезе внатре во образованието. Едно е нашето искуство е многу прецизни се резултатите. Нема дете што не сака да разговара за овие теми. Нема дете, таму имаме теми. Бидејќи нема со кого да разговара. Значи сите деца сакаат затоа што е работилнички пристап, се работи или врснички едукатори или да речеме наставници кои што веќе се едуцирани, знаат како овие теми да ги отвараат на отворен начин, без осуда, без стигматизација. Децата се желни за овие теми затоа што нема каде да разговараат, се збунети и не знаат. Токму така. И ако имаме ние тело за насилство, за автономија на теми, за автономија на тело, за прифаќање на различностите, за емпатија, сите оние теми што ги мачат секојдневно, децата ако ги разговараат, нема да перпетуираат дискриминација и насилство или ќе се запрашаат.
Или, ама тоа не може со едно дете, со две деца. Тоа треба генерацијски да се... За да знаат како правилно да постапат, дека има и друг начин освен насилниот. Така е. И многу важно е прифаќањето на различноста. Дека сите сме ние, може да сум лице дете со попреченост, може да сум од етничка, малцинска заедница, се едно која. Може да сум со, не знам, да речеме, религија некоја која што е доминантна, мнозинска, не е неважно. Децата, дали е момче, девојче, по многу основи сите деца се различни. Ама ако ние различноста ја третираме во училиштето како богатство, може да научиме, имаме и вакви деца и такви деца, и како основа за почит, ние како општество не можеме да имаме проблем. Колку е домот тука виновен или влијателен? Колку е домот, воспитувањето од дома? Домот е клучен, се разбира дека е важен, меѓутоа институционалната одговорност е највисока. Зошто? Затоа што тоа е единствен начин ние да ги опфатиме сите деца. Затоа што повторно ќе кажам, ние имаме висока стапка на насилство во нашите семејно насилство на ниво на држава. Има голем број на родители кои што може имаат добра воља, ама немаат знаење за сите овие теми. И затоа училиштето треба да амортизира за домот. Домот е важен, меѓутоа најголем дел од времето децата го поминуваат во училишните клупи и секундарната социализација после 7 години е многу подоминантна од домот. И затоа тука, ако ова го имаме во училиште, системски, со посветеност, децата ќе перформираат и интелектуално подобро во предметите. Ако ние сега зборуваме за проблемите што ги мачат. Јасно. За насилство, дискриминација, може и обична изолираност, може и да е неприфаќање. Не мора да се најкритичките форми на на изолација на децата. Ако тие се чувствуваат безбедно, ако знаат каде да се обратат, дека е окей, или во рете да ги има да има чувства на страв или дилеми, дека ако ги добие тие прашања или биде прифатен, што е многу важно, детето добро ќе перформира и по сите предмети, дали е тоа биологија, математика и така натаму. И обратно, ако ние имаме деца кои што училиштето не име безбедно место, не име безбедна средина, никој не ги штити, како очекуваме ние децата да ни се развиваат добро? Далеку сежни ни се последиците од нетретирањето на оваа проблематика. Имаме ли простор сега да ги подобриме состојбите преку програми за учење, веќе кога законот е избришан, имаме ли простор за корекција на овие работи сега? Јас верувам се уште дека сите функционери се поставуваат и во улога на наставници, и родители, и соседи, граѓани на оваа држава, затоа што ова денес сме функционери, утре можеби нема да сме, меѓутоа одлуките што се носат нас не засегаат сите на ниво на држава. И од тука и нашите барања како платформи и мрежи беа дека очекуваме овие закони да се реобмислат. Ние не отстапуваме од барањето дека овие закони се штетни на краток и долг рок, докази за тоа има и сакаме да се реобмислат, да се направат за на долг рок сите овие статистики што ги зборувавме да исчезнат. А ќе се појават и нови, затоа што живееме во ново време. Ние треба да размислуваме што добро легислативата ќе им донесе. Второто многу важно на што го покренавте програмите. Подготовка на програми базирани на докази од стручни лица кои што ќе ги опфатат сите овие теми, меѓутоа во безбедна средина, во училиштата. Таму му име местото, каде што ќе ги поддржат децата, сите наши деца, основно и средно прилагодено на возраст, да ги дискутираат овие теми. Една многу важна информација каде што ние потврлуваме како земја е недостигот на услуги за сексуално и репродуктивно здравје и младински центри пријателски, кај што ќе има и здравствени и психолошки услуги. Вакви центри спомена веќе постојат 2 децении во Скопје и ние како држава, поддржани се од Министерството за здравство, ние како ХЕРА ги спроведуваме и раководиме, меѓутоа вакви типови слични услуги, центри, ние треба да имаме ширум државата. Младински центри. Едно е децата да имаат бесплатни доверливи услуги, каде што може Посетувани се овие центри? Посетувани се овие центри. Значи околу 5000 клиенти ние имаме на годишно ниво во сите услуги. Овие центри не само што се посетувани, туку да речеме еден клиент кога дојде и многукратно ги посетува. Ако престанува збор за психолог да речеме, не е само еднаш доаѓа. Кои се услугите што се нудат? Така, услугите се бесплатни HIV тестирања,
бесплатни гинеколошки услуги, бесплатни контрацептивни услуги за младите, бесплатни услуги од психотерапевт за поддршка, дали е тоа ментално здравје, било каков тип на дилеми. Меѓутоа и простор за младите каде што настрана од ова може да разговараат. Ќе бидат сигурни. Да дојдат, да прават едукации, младински иницијативи. Ваков тип на услуги ние им должиме да имаат сите млади деца. Сите млади во ширум државата, не само за здравствени услуги и психолошки, туку и катчиња каде што младите ќе се почувствуваат дека се тука во сегашноста. Ние многу често викаме младите се нашата иднина. Младите се нашата сегашност. Ако сегашноста младите се тука, иднината сами ќе ја кројат, нема ние возрастните да им ја кроиме, затоа што младите во суштина знаат се. Доаѓам вчера од една конференција национална која што организиравме во однос на образовни програми и пред еден месец имавме регионални. Она што инспирира е дека младите точно знаат што сакаат. Младите ги сакаат овие програми, сакаат безбедни катчиња, но немаат простор да се изразат. Точно знаат што им треба во образованието и ние како возрастни треба само да ги слушнеме. Затоа овие закони и сите следни не смеат да си дозволиме да се носат без младински организации и без многу млади. Млади има, само треба да отвориме широка дискусија, точно знаат што им треба. И треба да го слушнеме нивниот глас ако сакаме навистина, ако се промовираме навистина за младинско учество и дека сакаме младите да ни останат тука. Имате ли сила сега како организации да ги смените овие работи, да поднесете иницијатива за промена на овие закони? Секако. Секако ние не отстапуваме од нашите барања. Аргументите се на наша страна. Сите препораки од меѓународните организации се исто така на наша страна. Статистиката е на наша страна, родителите се на наша страна, значи сите граѓани, ако отворено дискутираме, знаат што е добро и дека треба да нашите деца да растат во знаење и во наука. Според распоредот на емисијата имаме уште неколку минути, па сакав да го искористам вашето присуство, бидејќи од мрежата за заштита од дискриминација имате барање за промена на одлуката за именување на Петар Богоевски како директор на Националната агенција за европски образовни програми. Ова е надвор од темата која што зборувавме, чисто да ни образложите и вие околу ова. Доста реакции имаше околу неговото именување за добивање на оваа државна функција. Да, мрежата за заштита од дискриминација реагираше на два преседани што се случуваат овие 3 недели. Едното се однесуваше на именувањето на член на Комисија за заштита од дискриминација кој што не ги исполнува законските услови и кој што нема никакво искуство поврзано со дискриминацијата. И тоа беше изгласано од пратениците или оние кои што го носат законот и треба по правило да има надзор над законите. Сега, тоа е едната реакција за која што исто така веруваме и сме сигурни дека ќе има реакција од Европската комисија, имајќи предвид дека токму ова можеби единствена и ретка институција која што или тело кое што навистина покажа напредок и заштита на човековите права и независна, тука веќе тој принцип е прекршен. Втората реакција токму се однесува на именувањето на директорот на Еразмус Плюс, затоа што исто така е спротивно на сите вредности кои што овај тип на агенција треба да ги промовира и да ги спроведува политиките, односно е спротивно на европските вредности, каде што има веќе докажано искуство кое што е документирано и во јавност и на социјалните медиуми на промоција на насилство, поттикнување на дискриминација, обележување на цели групи, говор на омраза, и тоа се случува кон многу различни групи. По етничка основа, дали се тоа македонци или албанци, лица со ХИВ, различна идеолошка припадност на луѓето, и тоа е нешто кое што за нас е исто така неприфатливо и се случува пред очите на целата јавност. Овој именуван функционер. Можеме да замислиме само што се случува со мобилизација или вработување на луѓе кои што се внатре во програмите за кои што јавноста па и нема баш многу увид, и тоа е спротивно на оние вредности кои што викаме поттикнување и почит, и почитување на човекови права, достоинство, инклузија, вклучување на сите, се она што ова агенција прави последните 35 години. Ние ќе го следиме работењето, се надеваме дека ќе има преиначување на оваа штетна одлука. Европската комисија вчера веќе реагираше,
дека ќе побара информација од државата за тоа кои се причините вакво лице да биде именувано на во институција која што лице кое што спротивно делува на самите вредности, и тука ќе го следиме особено финансирањето на програми кој што може да биде злоупотребен, односно може да се финансираат радикални групи кои што работат против демократијата и човековите права. Ние тоа веќе го гледаме во дел од европските земји, дека се случува, да речеме, Па да земеме таа пракса. Чисто само нафрлам. За жал, ние ги земаме најлошите пракси кои што постојат. Ако има лоша пракса, ние ја извезуваме. Тоа ни се случи сега и со политиките на Трамп, каде што ние како земја во Втората светска војна застанавме од страната на правдата и се приклучивме на антифашистичкиот блок. Сега имаме нов поредок, кој што го гледаме последниве неколку месеци, кој што повикува на елиминација и линч на цели групи. Ние како земја моментално сме од страната на оние кои што сакаат да ги елиминираат овие групи, се против човековите права, и тука мислам дека треба и поширока дебата и свесност за нашата улога како земја и како народ, каде ние зад кого застануваме, сакаме да сме од страната на правдата или ќе се престроиме поинаку од она што било. Сега сме биле на вистинската страна. На вистинската страна, и овие текови сите што ги гледаме се приличен црвен аларм кој што се случува за многу брзо време. Имаме влада која што нема ни цела година на власт, а имаме закони кои што се носат, уназадуваат, меѓутоа и се носат без никаква консултација и на штета на, јас можам да кажам, и на цела нација. Ако ние образованието вака го третираме, а не за сега сите, замислете другите области како ги третираме. Искрено се надеваме нашите алатки, сите што постојат, ќе ги искористиме максимално. Побарате средба на Илинденска? Не, немаме побарано средба на Илинденска, иако испративме дописи и до председателот на владата, до Министерката за образование, до Собранието и до председателката на државата, за да не ги потпише указите. За жал, указите беа потпишани, ги имаме трите закони, меѓутоа веруваме дека сепак ќе преовлада разум и аргументи, дека ќе се води дебата што е од најголем интерес за сите нас. Промена за подобро во брзо време не треба да очекуваме сега поради овие закони, или? Секако. Овие закони испраќаат силна негативна порака до сите како треба да се третира здравјето на и иднината и сегашноста на младите. Со вас можем да разговарам уште повеќе од еден час, меѓутоа оваа тема е доста широка и чувствителна пред себе. Рекол и граѓаните имаат интерес за ова, меѓутоа тука некаде нашето време заврши. Ја ви благодарам што денеска бевте моја гостинка. Благодарам за отстапеното време. Така, сакам да ви посакам убави празнични денови, живи здрави, па се гледаме во некоја наредна прилика кога ќе зборуваме за некои подобри состојби во образованието. Ви благодарам многу. Почитувани, да ќе направиме сега една пауза за реклами, па потоа се враќаме во студиото.